Добро, прво дозволете да го споделам задоволството што имав денеска шанса заедно со генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз, градоначалникот на општина Виница, да видиме една прекрасна македонска компанија која што представува гордост, верувам, на сите граѓани на нашата земја. Се работи за Мак Прогрес компанија која што е еден од најголемите извозници во нашата земја, компанија која што е позната со брендот Винчини, компанија која што вработува преку 730 вработени и навистина представува наша гордост, која што уште една само потврдува дека ако се сака, може да се успее во нашата земја. Имавме денеска шанса да ни бидат представени погоните, да ги видиме нашите граѓани каде работат и каде се произведуваат овие убави продукти, наши македонски, кои што за големо наше задоволство преку 90% од овие програми одат за извоз, носејќи девизни приливи на државата, а со тоа обезбедувајќи секако и плаќање на даноци на државата и веројатно добивки за проширената репродукција која што морат сопствениците и менаџментот постојано да ја следат. Нашата земја е насочена на голема поддршка на домашното производство, затоа што само домашното производство е нешто што е трајно, што останува за секогаш тука и нешто кое што е најсилната гаранција за раст и растеж на економскиот стандард на нашиот народ. Развивме многу програми и мерки преку Фондот за иновации и технолошки развој, преку програмата за финансиска поддршка на инвестициите. Она што е многу важно е целиот овој период на сериозни и храбри политички одлуки навистина ги отварат и оние перспективи кои што досега беа затворени за нашето домашно стопанство, а тоа се толку долго очекуваните европски фондови. Она кое што го очекуваме, навистина датумот за почеток на преговори, за нас значи и носење на позитивните одлуки за економски и стратешки развој на Западен Балкан, од страна на Европската унија, отварањето на фондовите, пред се структурни, кохезиони и секаков вид на фондови, кои што може да бидат поддршка на ваквите компании за нивниот идеен развој, а и за проширување на нивното производство. Тоа што го очекуваме, навистина е преку мултиануал баџет, сериозни 14 милиарди евра за поддршка на Западен Балкан, за Република Северна Македонија тоа се некаде околу 2 милиарди евра, најчесто за економски прашања и политики, кое што ќе даде прво придонес јакнење на севкупниот економски стандард на нашиот народ, но директната помош и поддршка меѓу другото доаѓа на нашите домашни компании. Јас верувам дека и оваа компанија Винчини многу, односно Мак Прогрес и палетата Винчини и сите други палети кои што ги имат, и Сончева долина и сите други палети кои што ги имат, ќе имат дополнителна мотивација да вложат во нови машини, во нови капацитети, да го шират своето производство, да зголемуваат својата лепеза на продукти и производи, заради тоа што дефинитивно ова е сопственост на наши сограѓани, но на крајот е на Република Северна Македонија и на целиот наш народ. Нешто трајно добро кое што останува и верувам дека дополнително ќе биде мотивација за многу млади луѓе да чекорат онака како што Мак Прогрес почнал во својот развој. Еве денеска имаме една од најголемите компании во нашата земја, секако од областа на кондиторската индустрија, која што представува пример како можеме да се бориме со целиот свет на меѓународните пазари, да бидеме компетативни, да се ја промовираме државата како домашни продукти, но и секако да растат во својот обем на производство.